Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Известувачот за Македонија во Советот на Европа Роберт Валтер станал консултант на техничката влада на Емил Димитриев за хонорар од 7.000 евра месечно. Дали со државни пари е плаќано за државен интерес или за интерес на ВМРО ДПМН? Дали лобистот Валтер бил клучен за изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков за судија во Страсбур? На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана. Ги повикувам сите новинари, медиумски работници, главни уредници, собственици на медиуми, нека кажат јавно дали имаат било какво влијание, дали некој дигнал телефон од новата влада, од луѓе кои што се на позиции да побара нешто. Зошто некои телевизии ги сменија уредувачките политики и главните уредници? Сметавме дека досегашната уредничка, претходната уредничка, има потреба да се одмори, поради тоа што долги години е на таа позиција, особено во еден многу сензибилен период, особено од објавувањето на така наречените бомби. Се подготвуваат измени во Законот за заштита од пушење. Таму каде што се пуши кога е отворено или кога е сончево, ќе се пуши и кога врне или кога дува ветер. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Гласноста на студентите што го прекина шепотењето во Македонија. Студентски пленум 3 години подоцна. Të gjithë e kishin një qëllim dhe një cak shumë të validuar qysh më herët se duam të jetojmë në Maqedoni, do t'i kërkojmë drejtat e tona deri në fund, pa marrë parasysh me kë do të kemi punë. Секогаш младината за нешто кога ќе крене глас, има зашто кренува, нели? Младите да си тераат по свое, без обзира кој ќе дојде. Саботажата е вообичаено зајадлива и атрактивна. За да ја видите, останете на Алсат. Се враќаме по кратка пауза. Еве не назад со емисијата 360 степени. Вечер водиме еден чекор напред во расветлувањето на околностите во кои Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, беше избран за судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Уште лани во октомври, кога Илиевски во конкуренција на Наташа Габер Дамјановска и Звонимир Јанкуловски доби најмногу гласови во парламентарното собрание на Советот на Европа, се отворија многу прашања. Од тоа дали е доследно почитувана процедурата за селекција на кандидатите во Македонија, преку тоа дали Илиевски зборува англиски и француски, до дилемата дали човек кој од позиција на шеф на обвинителството за борба против организиран криминал не направи ништо во истрагата за масовното прислушување, може да стане дел од меѓународна институција што треба да ги штити човековите права. Договорот што техничката влада на Емил Димитриев го склучила со поранешен британски пратеник и член на парламентарното собрание на Советот на Европа не води на трагата за тоа што се случувало пред и за време на изборот на Илиевски. Еве ги сознанијата до кои дојде Александар Димитриевски, кои водат и кон заклучокот дека најверојатно со народни пари се плаќале партиски интереси. Ова е Роберт Валтер, пратеник на владеачките конзервативци во британскиот парламент до 2015 година и политичар, кој водеше неколку мисии на Советот на Европа. Името малку значи за македонската јавност, но според документите кои 360 степени ги доби според Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, тој е добро познат за поранешната македонска влада. Почнувајќи од октомври 2016-та, добивал 7.000 евра месечно од државниот буџет плюс трошоци. Според договорот, основата за ангажманот е поддршка на напорите на Република Македонија во процесот на евроатлантската интеграција, унапредување на билатералните односи со западноевропските држави и промоција на политиките на владата пред високи странски носители на државни и политички функции. Поедноставено, Роберт Валтер станал консултант и лобист на техничката македонска влада предводена од Емил Димитриев, откако престанал да биде пратеник во Велика Британија и во парламентарното собрание на Советот на Европа. Овој договор е интересен бидејќи датира од период во кој што техничката влада на Димитриев склучила слични договори со лоби фирми кои што сериозно ја наметнаа дилемата.
дали со државни пари е плаќано за државен интерес или за интерес на ВМРО ДПМН. Не помалку важно е и со каква експертиза господинот Валтер ја привлекол тогашната македонска влада. Фактите велат дека Роберт Валтер беше известувач за Македонија во парламентарното собрание на Советот на Европа. Во тој период изготвува извештај во кој констатира дека изборите во 2014 биле фер и слободни. Став кој не го делеше тогашната опозиција поради што не ги призна изборите и го бойкотираше парламентот. Валтер е и дел од делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа која беше во мисија на утврдување на ситуацијата во Македонија во април 2015-та, откако опозицијата почна да ги обелоденува бомбите. Во извештајот на кој е потпишан и Валтер, меѓу другото се бара опозицијата да прекине со објавување на прислушуваните разговори и да се врати во парламентот. Сумирано, тонот на извештаите за Македонија во чие пишување учествувал Валтер не оди против позициите на тогаш владеачката ВМРО ДПМН. Откако пак завршува неговиот пратенички мандат, тој добива договор за услуги токму од владата, предводена од ВМРО ДПМН. За да се спречи судир на интереси во САД, например, конгресмените и сенаторите добиваат право да бидат лобисти во Конгресот, но дури после 2 години откако ќе ја напуштат функцијата. Во случајот на Роберт Валтер нема формално правни пречки за тој да не биде ангажиран како лобист или консултант на македонската влада. Но останува силно изразена моралната дилема, дали не станува збор за ангажман по заслуга. Ангажман по заслуга е ризик еден политичар да го злоупотреби крајот на мандатот за да стекне корист набрзо по напуштањето на позицијата. Дали ангажирањето на Роберт Валтер е таков случај или станува збор за нешто друго? И покрај обидите да стапиме во контакт преку неговата матична конзервативна партија, поранешниот британски пратеник остана недостапен. Коментар за неговиот ангажман добивме од британската амбасада во Скопје, од каде на целиот случај му даваат партиски предзнак, иако Валтер формално бил најмен од владата. Амбасадата не коментира за приватните аранжмани меѓу поранешни британски политичари и македонските политички партии. Сугерирачкиот коментар на британската амбасада дека станува збор за партиски лобист, најверојатно е втемелен на искуствата од контактите што со Валтер ги имал лично британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Герет. Од документите што ги добивме на увид, Валтер најмалку 2 пати се сретнал со Герет во изминативе 8 месеци. За парите исплатени од буџетот на Роберт Валтер не сакаше да зборува Александар Николовски, поранешниот пратеник на ВМРО ДПМН и шеф на македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа. Во овој момент се воздржувам од јавни настапи и изјави поради процедурата за моје назначување за амбасадор. Беше одговорот на Николовски, кој во интервју дадено пред 2 години го фали Валтер како член на групата пријатели на Македонија во Страсбур. Од документите се гледа и што сработил Роберт Валтер, откако го ангажирала македонската влада. Тој ги брифирал клучните парламентарни тела која водат британската надворешна политика за состојбата во Македонија, а во деновите пред 27 април имал средби со 20 на високи представници на Советот на Европа. Во извештаите за тоа што го работел, Валтер наведува и средби во САД, Германија, па дури и со францускиот државен министер за европски прашања Харлем Десир. Какви пораки пренесувал овие средби, не е познато. Но за една од активностите може да се насети во која насока влијал Роберт Валтер. Од 10 до 14 октомври 2016 тој престојувал во Страсбур за време на пленарната сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Таму, како што напишал во извештајот за сработеното, ја советувал нашата делегација за изборот на судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Токму на тоа заседание на парламентарното собрание, мнозинството пратеници го поддржаа изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, за судија во Европскиот суд за човекови права. Информациите од Страсбур зборуваа за чудно групирање на пратениците од десницата во прилог на Илиевски, а власта во Скопје тврдеше дека нема ништо спорно.
Вие тврдите и покрај тоа што Илиевски не ви доставил сертификат за познавање јазик, и покрај тоа што е дилема неговиот морален интегритет, и покрај тоа што доаѓа од институција која што требаше да ги истражува телефонските разговори, а не ги истражуваше, дека на место одлуката тој да биде судијата во Страсбур. Ова се ваши оценки. Јас би спомнал дека во однос на критериумите исполнување ние имаме согласност не само од Националниот комитет, туку и од експертскиот панел во рамки на Советот на Европа, не само за него, туку и за останатите кандидати кои имаат поминато. Сомневањата дека станува збор за ангажман по заслуги се засилуваат со аферата на словена кавиар дипломатија, што е обелодени Европската иницијатива за стабилност ЕСИ. Станува збор за зацкриено лобирање на автократскиот режим во Азербејџан во Советот на Европа. Организација формирана со цел да ги брани човековите права. ЕСИ алудира на купување гласови во парламентарното собрание, наспроти очигледното кршење на фундаментите на Советот на Европа. We have to have investigations ongoing into concrete cases, and I think it's good that this happens now in more and more countries, including now in Macedonia, if I understand correctly. And I think that's crucial, actually, re-establishing the credibility of the Council of Europe, which has suffered very much, I think, over these last years, and in particular also because of these corruption scandals. Now, with regard to Robert Walter, I have not followed, we have not looked at his involvement in Macedonia, and I also don't have the documents available that you have, so I cannot comment on his role in Macedonia. What I can say about Robert Walter is that he belongs to this group, has been very regularly traveling to Azerbaijan. He participated in election monitoring missions, I think, in 2003, 2005, 2010, led the election observation mission of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Azerbaijan in 2015. And throughout this period, he has been quite apologetic. He has been very apologetic, more careful at the beginning, but more explicit as time was running. So in 2015, I think the words he used was free, fair and transparent elections. Лично Валтер не беше достапен за коментар, но обвинет од арменските власти дека бил потплатен од азербејџанскиот председател Алиев за да состави пристрасен извештај за Нагорно Карабах, Валтер во изјава за арменските медиуми вели: Подготвував извештаи за Македонија, Унгарија и други држави. Бев дел од наблюдувачки мисии на изборите во повеќе земји, но никогаш не сум земал пари од ниту една влада. Ве уверувам во тоа. На ова има ли посодветен коментар од поговорката "Ако баба лаже, трап не лаже"? Следува уште една пауза, а по неа во која насока ќе се менува законот за заштита од пушење и кој им врши притисок на медиумите? На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана. Ги повикувам сите новинари, медиумски работници, главни уредници, собственици на медиуми, нека кажат јавно дали имаат било какво влијание, дали некој дигнал телефон од новата влада, од луѓе кои што се на позиции да побара нешто. Зошто некои телевизии ги сменија уредувачките политики и главните уредници? Сметавме дека досегашната уредничка, претходната уредничка, има потреба да се одмори, поради тоа што долги години е на таа позиција, особено во еден многу сензибилен период, особено од објавувањето на така наречените бомби. Се подготвуваат измени во законот за заштита од пушење. Таму каде што се пуши кога е отворено или кога е сончево, ќе се пуши и кога врне или кога дува ветер. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? И понатаму сте со 360 степени. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски повеќе пати во изминатите недели ја обвинува новата власт за притисоци врз медиумите. Аргумент му е тоа што телевизиите кои до вчера известуваа фаворизирачки за неговата партија, сега известувале афирмативно за новата влада.
Факт е дека има драстична промена во уредувачките политики на двете телевизии кои предничеа во пропагандата во изминатите години. Зошто? По одговорите трагаше Петар Клинчарски. Новинарството е куча чувар на демократијата. Или барем треба да биде тоа. Изминатата декада, наместо медиумите да ја чуваат демократијата во Македонија, власта на Никола Груевски ги заузда медиумите како свој загар против демократијата, против политичката опозиција, малобројните критички новинари, против бизнисот. Мнозинството граѓани на Македонија живееја во надреалност креирана од еден центар, која контролирано се ширеше преку скапо платената медиумска мрежа. Заедно со работка со странски елементи нивните агентурни мрежи. Освен меѓумакедонски, сака и меѓуетнички судир. И уривање на институциите по населен парк. Судир и дестабилизација на државата. Да го видиме сценариото. Но не цел месец по изборот на Зоран Заев за премиер, Груевски почна да ја обвинува новата власт за притисоци врз медиумите. Прв пат тоа го направи на прославата на роденденот на ВМРО ДПМН. Јавно говорат дека сакаат медиумите да ги критикуваат. А погледнете што направија со најгледаните медиуми. Оние за кои говореа дека им се најголеми непријатели. Со суптилни закани, со СЈО, со втерување страф, со секојдневни казни на Советот за радиодифузија. На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана. А од 10 активности дневно на ВМРО ДПМН едва и поминува еден или два, и тоа кратко и исплашено. 80% од прилозите се афирмација на новата власт, која само што него донела животот во Македонија. И најважно, тоа никому сега не му пречи. Втор пат, слична изјава даде во Брисел, каде на европските функционери им ја објаснувал наравта на новите власти. Потребата да се внимава за натамошните случувања и процеси во Македонија, имајќи во предвид што се случува со медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт. Заглушувањето на медиумите, притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиуми, вклучувајќи ги притисоците од специјалното јавно обвинителство. Новите станари на Илинденска број 2 велат дека наводите за притисоци врз медиумите се неосновани. Според министерот за комуникација, отчетност и транспарентност Роберт Поповски, времето на контрола на медиумите и на пропаганда завршило со заменувањето на претходната власт. Ги повикувам сите новинари, медиумски работници, главни уредници, собственици на медиуми, нека кажат јавно дали имаат било какво влијание, дали некој дигнал телефон од новата влада, од луѓе кои што се на позиции да побара нешто, било каква услуга или било какво влијание да изврши. Тоа ниту се случува, ниту ќе се случува. Проблемот е што човекот беше навикнат 11 години да шета, да промовира не знам какви проекти кои што сега гледаме се со огромни промашувања, стотици милиони евра плюс ќе треба да се дадат за автопатиштата што со провизија се работеа. Ќе треба нови траси, граѓаните загрозени се животите и така натаму, но тој тие ги промовираше со микрофони накитен, со камери околу него, без новинари, без ништо и неговата вистина беше единствената. И сега нормално е кога одеднаш јавноста оди ги следи случувањата, медиумите и новинарите го следат сето она што се случувало и се случува. Поставуваат прашања, тој вели ова не е вред, овде има влијание. Сепак, Груевски е во право дека телевизиите Сител и Канал 5 во последните неколку недели не известуваат фаворизирачки за ВМРО ДПМН и демонизирачки за СДСМ. За прв пат по една деценија СДСМ е во водство пред ВМРО ДПМН, а Заев пред Груевски, покажа најновото истражување на Брима Галуп. Повеќе го нема ниту цитирањето на Курир или на Република, а речиси сите интервјуа на представници на ВМРО ДПМН се случуваат на телевизија Алфа. Што се смени, освен власта? Директорот на Канал 5, Иван Мирчевски, негира притисок на новата влада. Зошто тогаш телевизијата ги смени главната уредничка и уредувачката политика? Зошто по долги години еднострано известување реши да воведе дебатен формат и да го наслови само вистина? Сметавме дека досегашната уредничка, претходната уредничка,
има потреба да се одмори, поради тоа што долги години е на таа позиција, особено во еден многу сензибилен период, особено од објавувањето на така наречените бомби. И сметав и јас и уредувачкиот колегиум дека не треба свежа крв на таа позиција и тоа го направивме од таа едноставна причина. Што се однесува до вториот дел околу уредувачката политика, ако не те разбирам добро, тоа е твоја точна забелешка. Канал 5 одлучи да се позиционира во една позиција која што е во овој момент слободна, но е и најекспонирана и на најголем удар и од десната страна и од левата страна, кој тоа би го опишал се едно клатно кое што иде од лево на десно. Канал 5 се согласувам дека е бил на десната страна, не скроз горе, но бил некаде тука. Канал 5 е сега вдека на средина. Сега имаме, знаете какви проблеми. Сега имаме проблеми од десната страна, кој што не напаѓа, зборам не како партија, но го зборам како луѓе кои што се блиски до партиите, од десната страна, од десната провинција, независно за која партија, не сакам да именувам. Од друга страна, имаме уште пожестоки напати од левата страна, кои што пак мислат дека сега ќе се приближиме натаму, а не. Ние сме решили да бидеме тука и тука ќе останеме понатаму. Сметаме дека е вистинското место за професионалното новинарство во Македонија. Но зошто токму сега? Го прашавме директорот на Канал 5. Прво не е сега, тоа почнавме да го правиме уште во 2016 година, ако се сеќавате и вашите гледачи, со почнување на имплементирање на некои заштитени моменти, кога еден надворешен водител, кој што имаше мисија на Канал 5, моравме да употребуваме тонска заштита, за да прекине со константните навреди, клевети, крусифицирање на одредени луѓе. И тоа почна во 2016 во јануари. Тоа деше се полека, особено кога дојде периодот во септември, кога имавме обврска законска 100 дена пред изборите, да бидеме избалансирани, тогаш се случи тоа. Значи не сега. Ако внимателно наследите, ако ги вратите назад имитуваните програми, ќе ја забележите таа разлика. Може би е сега по-експлицитно, од причина што решивме да воведеме емисија, дебата, која што досега признавам воопшто не беше на нашите програми, се вика само вистина, и мислам дека е тоа синоним дека сега сме направиле нешто, но не сме го направиле, тоа сме го направиле многу одамна, но сега е можеби поотворено и подиректно. Док ќе забележите и ќе се согласите со мене сигурно дека дозволуваме и левица и десница да дојдат и ги молиме, ги убедуваме да дојдат да се ги кажат своите стави. Меѓутоа, да се надобрзам, таков впечатокот во јавноста, бидејќи претходно во Канал 5 воопшто и не можевме да слушнавме дебата помеѓу Тоа го рекол, апсолутно сте во право, да. Имавме проблем, поради тоа што нити едните, нити другите сакаат да дојдат на дебата. Тоа го кажувам јавно. Тука не ја наоѓа можеби вината кај партиите, пред се мора да се биде чесен, може би се наоѓа вината кај уредништвото, Канал 5, поради тоа што најве земете дека и промената е причина, односно последица за едно тие работи. Јас сум искрен човек, кажувам дека тоа што се случувало, може би сме го нотирале дека не е веќе коректно и дека веќе не е конјунктурно и сме одлучиле дека треба да се земе таа средна страна. Уште подраматична е промената кај телевизија Сител. На тамошните вести, освен отворената пропаганда, веќе извесно време го нема и главниот и одговорен уредник Драган Павлович Латас. Неговото исчезнување од екраните коинцидира со истрагите на специјалното јавно обвинителство Тотал за затајување данок и Тревник за незаконска изградба на куќи во Зелениково. Не успеавме да добиеме коментар од раководството на куќата, дали станува збор за случајно совпаѓање и зошто е комплетно сменета интонацијата во информативната програма. Професорката по медиумско право Снежана Трпевска од Институтот за комуникацијски студии смета дека Груевски ги извртува тезите, бидејќи токму во периодот на неговото владење, медиумските организации констатираа дека медиумите беа заробени од неговата партија. Ова е период на ослободување од влијанието на ВМРО-ДПМНЕ и тоа не може да се гледа како политички притисок, вели Трпевска. Кај нас со години наназад е заборавена вистинската улога на новинарството, таква каква што треба да биде односно на медиумите. Медиумите, новинарите треба се на страната на граѓаните и на ниту една политичка партија. Улогата на новинарството е од агол на јавниот интерес, на она што е поставено како јавен интерес во законите, владењето на правото, нели, интересот на граѓаните, на граѓанскиот сектор, да ги наблюдува политиките, начинот на спроведување на тие политики, значи пред се да ги наблюдува оние кои се на власт, независно која политичка партија е на власт. Значи, тезите дека едни медиуми се провладени, проопозицијски,
кои доаѓаат нели од политичките партии, пак имаат за цел да ја замаглат оваа улога на новинарството. И сега би било многу иронично оние медиуми кои до вчера беа про-ВМРО-вски, да речам, ориентирани и провладини, како ги нарекувавме, бидејќи ќе ја задржат таа позиција, да се наречат критички во однос на власта. Наспроти тврдењето на Груевски за секојдневни казни за телевизиите од Агенцијата за медиумски услуги, фактите покажуваат дека ниедна пријава од Агенцијата против Сител и ТВ Нова за небалансирано известување во предизборниот период не може да добие судска верификација. Иако предметите во судот се делат преку компјутерска програма по случаен избор, сите пријави против Сител и ТВ Нова се паднале кај исти судејки, кои пак редовно пресудувале во нивна полза. Во продолжение на емисијата, за најавите од СДСМ за измени во Законот за заштита од пушење. Во првата фаза, тие ќе се ограничат на појасно дефинирање на можноста да се пуши на терасите на угостителските објекти. Покорените промени со евентуално воведување лиценци за објекти во кои би било дозволено да се пуши, бараат потемелна анализа, велат иницијаторите на измените. Анализата за ефектите од воведувањето на забраната за пушење пак покажува дека бројот на пушачи во Македонија не само што не се намалил, туку и се зголемил. Ако е така, дали законот ја исполнува својата цел? Зоран Јовановски. Се подготвуваат измени во Законот за заштита од пушење. Иако повеќето одредби остануваат исти, предлагачот најавува олеснување за угостителите и за пушачите. Таму каде што се пуши кога е отворено или кога е сончево, ќе се пуши и кога врне или кога дува ветер. Угостителите тврдат дека токму делот за терасите досега оставал простор за различно толкување, а со тоа и за селективно казнување. Како ќе сака да го погледне објектот, така ќе го казни или нема да го казни. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење. Статистиката покажува дека законот не го дал докрај посакуваниот ефект. Бројот на пушачи изминативе години се зголемувал. Каде сгрешија надлежните? Најригорозните измени во Законот за заштита од пушење беа донесени во 2010 година. За многумина пушачи, тоа се уште значи ускратување на правото да уживаат во омилениот порок. За непушачите пак, измените значеа конечно ослободување од чадот и миризбата во затворените простории. По најавите за нови измени во законот, ги прашавме и едните и другите. По речиси 7 години, дали и што тие би смениле. Пушење по мене не треба да има. Секаде забрането да биде. И како сега нека продолжи во кафани, во затворени, на работни места, во канцелари, секаде нека продолжи. Нека нема пушење. Тоа е штетно. Нека се пуши внатре во локалите дефинитивно. Во ресторани кај што има храна, може би не би требало да се пуши, ама во барови, кај што се служи само пиење, би било окей. Значи овие терасите, затварање од 4 страни, од 3 страни, можело, не можело, доле, горе, доле, значи тоа е малтретирање на собственици, на луѓе, малтретирање до даска, значи. Или ки се реши еднаш вака или вака. Ние имаме солиден закон, мислам, флексибилен по некои светски и европски рамки, ако се гледа. На улица се пуши, пред згради се пуши, дома можеш, зашто на запад има згради каде што зградата не смееш да пушиш. Ако си пушач и твое станот и да го имаш купено, не се пуши у таа зграда и не се пуши. Сметам дека имаме ние балансиран закон овој за пушењето, али треба сегде да се аплицира тој закон. Од најавените измени во Законот за заштита од пушење, најверојатно ќе останат разочарани оние што се за негови радикални корекции. Според актуелното законско решение, пушењето во деловен објект е дозволено исклучиво ако тој е покриен со чадори, тенди или нешто друго, но отворен најмалку од 3 страни, на кои нема стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради или нешто слично. А ако е заграден, тогаш не смее да биде покриен. Според новите законски измени, не би важеле токму овие правила, а цигара би можело да се запали без оглед на оградите или покривот.
Предлагачот смета дека со минимални измени во делот за терасите ќе се постигне голем ефект во спречувањето на селективната примена на законот. Сега на терасите ќе може да се пуши независно од временските услови. Ги објаснува измените пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев, кој е и нивен предлагач. Добар ден. Тони сум јас. Некако конечно успеавме да се. Да, ајде. Нелогично е, вие како гостин влегувате, сте пушач. Седнувате во просторот за пушачи. Значи, повторувам, просторот за непушачи воопшто не е тема на нашите предлог за измени и дополнувања, на нашиот предлог. Значи, како пушач седнувате во просторот каде што е дозволено пушењето и сега се сеќавам, јас во мојата дискусија реков ситна роса зароси или тивко ветре задува и гостин, некој, бара да се спушти најлонот за да метеоролошките услови се менале во меѓувреме. И сега вие во тој момент од пушач треба да се претворите во непушач. Само затоа што едниот најлон или едното стакло биле затворени. Ние предлагаме таму каде што е дозволено пушење да биде дозволено без оглед на метеоролошките услови. Крсто Блажевски е председател на Асоциацијата на угостители Хотам. Се сеќава дека во 2010 година законот стапил на сила буквално преку ноќ, без можност за прилагодување. Наеднаш се пресече, се направи нешто што луѓето беа многу збунети од почеток, баш беше за Нова година, се сеќавам. Значи, требаше до 12 саат можат да пушат на маса, после 12 да се соберат пепелјарите и нема пушење повеќе. За Блажевски најважно е да се направат измени со кои законот ќе биде јасен, без можност за различни толкувања и селективно казнување. Селективно беше спроведувањето, законот не беше чисто напишан за да биде јасен и кристален за сите угостителски објекти како треба да го спроведат и што треба да направат. Тука автоматски беше нели со инспекцијата кој се знае, кој не се знае и така натаму, кога доаѓа се знаеше одма кога доаѓа инспекција. Како тоа се научува, тоа си има други што треба да го кажат, нели, зошто било така. Во главно што треба да се постигне да биде тој закон ист за сите. Значи да нема селективност тука, дека јас сум од пример СДС или од било која партија, па може сега нели да се пуши кај мене и да му се смеам на другиот зашто кај него не може. А тоа постоеше претходно. Со најавените измени и натаму не смее да се пуши во затворен простор, иако тоа го бараат угостителите со објаснување дека така ќе имаат поголем промет. Во затворени објекти каде што има храна треба да е поделено, значи нешто слично како Србија во моментот што е. Ево и во Аустрија, кога во Македонија беше забрането, во Аустрија постои објекти што имаат пушечки и непушечки. Треба убаво да се размисли, значи кои се тие објекти, која квадратура, што треба да поседува објектот за вентилација, колку пати треба да се промени тој воздух во таа просторија и така натаму. Значи еве во Америка во моментов затворени простории се секаде или забранети, освен во казината, со тоа што имаат поставено стварно тие вентилациони системи кои менуваат воздух не знам колку пати во саат време целиот воздух да се промени и кога ќе влезете во едно касино вие воопшто не осеќате дека внатре се пуши. За овие идеи размислувал и Тунтев, но вели тоа се сериозни законски измени кои треба добро да се обмислат. Да речеме една алтернатива е да се воведат лиценци и секој локал, односно угостителски објект, да се определува дали ќе биде за пушачи или не пушачи. Ако биде за пушачи, тогаш ќе мора да плати лиценца. Тие пари нема да одат во буџетот за било што, туку исклучиво за проекти и активности за борба против пушењето. Законот од 2010-та за главна цел имаше подобрување на здравјето на граѓаните и намалување на бројот на пушачи. На овие статистики работи професор доктор Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје. Истражувањето направено додека го подготвувала својот докторат во 2002 година
покажало дека во земјава 42,7% од лицата на возраст од 15 до 64 години се пушачи. Во 2016-та процентот е зголемен на 46. Чосевска смета дека ваквите поразителни бројки се резултат на слабата контрола над спроведувањето на законот. Со текот на времето, попуштија мерките, не се спроведуваа доследно и повторно ние сме сведоци дека имаме веќе ресторани во кои што може да се сретне дека има пушачи и покрај тоа што нели е таму забрането со закон. Во дел од здравствените установи, па дури и административните владини институции се среќаваат лица кои што пушат цигари, што значи дека причините треба да ги бараме тука, во попуштање на контролата врз имплементацијата на законот против пушење. И достапните податоци за извршени редовни и вонредни контроли упатуваат на заклучок дека нив се помалку ги има. Така, например, во 2013-та извршени се 16.819 инспекцијски надзори, а секоја наредна година бројот се преполовувал. 2014-та 8.070 контроли, 2015-та 4.427. Зошто се драстично намалени контролите? Дали казнувањето било селективно и што мислат за новите предлог измени на Законот за заштита од пушење? Побаравме одговор од оние кои ги донесоа ригорозните измени во 2010-та, ВМРО ДПМН. Оттаму не добивме никаков одговор. И додека едните бараат измени, а другите не би го менувале постојниот закон, простата математика покажува дека ако во едно семејство има двајца пушачи, тие во чат секоја година претвораат еден солиден летен одмор. Во пари. А во здравје? Имаме обврска за уште една пауза, а по неа следуваат сторијата за студентскиот пленум, кој беше предвесник на бурните 2015 и 2016 и секако саботажата. Останете на нас. Македонија политички е во нова фаза. Разврската на повеќегодишната криза на заробени институции почна во февруари 2015-та, а гласници на општественото движење за промени беа студентите. И покрај обидите да се обои и дисквалификува, студентскиот пленум опстана како автохтона организација, која и покрај тоа што беше неформална, успеа да го оствари она за што иницијално беше формирана, да ја одврати претходната влада од воведување државен испит на факултетите. Но остана и символ за гласност што го прекина шепотењето во државава. Славица Филиповска. На проекција на филм на Филозофскиот факултет во Скопје во 2014-та се собираат десетина студенти, чија дискусија прераснува во најголемото студентско движење во независна Македонија. Најавите за измени во Законот за високо образование со воведување државен испит го покренаа прашањето за универзитетската автономија и ги обединија студентите. Како се градеше студентскиот пленум, прашавме еден од најактивните членови уште од почетокот, тогашен студент на правниот факултет Дарко Малиновски. Од моментот на првиот студентски пленум кој што се одржа некаде на средината на октомври на платото на УКИМ, тоа би рекол дека е, да речеме, формалното отпочнување на студентскиот пленум. Понатаму се обидувавме да правиме студентски пленуми на останатите универзитетски кампуси, за да можеме да го расшириме гласот за постоењето на студентскиот пленум насекаде. На почетоците пленумите се планирале од ден за ден, без посебна координација на студентите, но конечниот и единствен став го изградиле брзо.
Ние како студенти кои што тогаш се собиравме на почетокот, не рековме веднаш ова е лоша одлука или пак не треба да има екстрено тестирање така натаму анблок, туку разговаравме за аргументите за и против и потоа на архитектонскиот факултет, на еден пленум на архитектонскиот факултет одлучивме едногласно дека сме против оваа иницијатива. И тргна маршот. На 17 ноември 2014 илјадници млади демонстранти ги наполнија скопските улици од УКИМ до Министерството за образование. Студентите се организираа со редарски служби, правни и пиар тимови за маршот и барањата да се испорачаат без инциденти. Инсистирајќи на дебата со тогашниот министер за образование Абдулаки Мадеми, кој долго време го занемаруваше студентското движење, пленумци му порачаа да научи азбуката и да го повлече предлогот за реформи. Ден потоа министерот Адеми посочи дека зад организацијата на протестите стои некој друг, а не студентите. Министерот ги одбиваше дебатите со нив, а тие беа се погласни дека државен испит не треба да има. Наместо дебата во медиумите, тргна медиумска кампања против пленумот. Таа се чини повеќе ги обедини студентите, уривајќи ги една по една бариерите. Edhe pse kisha përkrahje shumë të madhe prej prindve, prej shoqërisë, por jo përkrahje adekuate nga politikanët shqiptar, të cilët në një farë mënyre nuk i përkrahnin studentët shqiptar, të cilët ishin në një numër shumë të vogël në plenumin studentor, duhet ta pranoj këtë. Ata dolen kundër studentëve shqiptar të cilët po i kërkonin të drejtat e tyre, përderisa ata ishin ata të cilët e bënin krizën në Maqedoni. Kështu që mendoj që merit shumë të madhe tek shqiptarët duhet të kenë edhe ai numër i vogël i shqiptarëve student, të cilët të parët ishin që ngritën zërin në Maqedoni për të kërkuar drejtat e tyre. На 21 декември 2014 владата го усвои пакетот законски измени со кои беше предвидено воведување државен испит. Студентите го засилија отпорот и побараа масовна поддршка. Решивме со индекс да се браниме од тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Да не се заортачите со душманите, да не дојдете со транспарентите против нас и да не правите зулуми по студентските домови. Нека јустиција ја оцени нашата борба за право и слобода. Нека се живи борците на слободата и сите честни и добри студенти. За автономија на универзитетите! Ура! Подоцна се случи професорскиот пленум. Дел од професорите застанаа до своите студенти веќе на следниот протест. Но тогашниот премиер и за ова имаше свое толкување. Имаме купишта трудови издадени во списание од Врање, Крагуевац, Битола и слично. И мислам дека тоа е главниот проблем. Тој зад ги боли дел од професорите, не сите. Меѓутоа не сака тоа да го кажат, туку ги хушкаат студентите да протестираат за нешто што за нив и не е важно, бидејќи не ги фаќа државен испит. Што се определил за професор, треба да знаеш дека треба да си конкурентен на европско ниво, на светско ниво. Според професорката Ана Чупеска, должност на професорите е да ги поддржат своите студенти и во случајот да ги сопрат измените во законот. Дотолку повеќе тој во право беше, меѓутоа ако тоа се однесуваше на оние кои што беа вработени на факултетите по партиска директива. Тоа не може да биде квалитет кој што владата ќе го определува. Тоа си го прави научната заедница во зависност, нели, од областа на која што се однесува конкретното подрачје. Во овој закон се направи обид за директна интервенција во автономијата на универзитетите, па и на научното творештво дури. Ние сметаме дека хотелите се... Професорскиот пленум ги одби дебатите со Груевски, кој ги повика на разговор во законодавниот дом. Наместо со нив, тогашниот премиер се сретна со ректорот Велимир Стојковски и со ново создадениот контрапленум, кој ги поддржуваше законските измени во образованието. Во однос на поранешниот ректор би кажал дека
тој ми се чини дека секогаш се обидуваше да балансира помеѓу определените страни, значи од една страна помеѓу владата, од друга страна помеѓу нас студентите, заради тоа што знаеше дека ние сме му дома и дека ќе има проблем со илјадници студенти доколку се обиде да не се спротистави. На 10 јануари 2015-та, во 3 часот по полноќ, Собраниската комисија за образование ги одобри измените и даде виза за финалето во парламентот. Последната надеж студентите ја имаа во својот професор, председателот Иванов. Масовните собири и директните средби со него не го поколебаа шефот на државата, кој е и поранешен професор, да застане на страната на академската заедница. Иванов го потпиша указот за законот, а студентите ја сменија тактиката со герила акции на предавањата на професорите што не ги поддржуваа. Што мислите за новиот албум на Цеца, например? Подоцна Груевски ги покани пленумци на дебата во владата, на која ги уверуваше студентите дека примената на законските измени ќе се одложи. Незадоволни од одговорот, 4 дена подоцна студентите прогласија автономна зона на УКИМ и ги запоседнаа факултетите. Ноќта ја поминаа на УКИМ, а граѓаните со нескриени симпатии ги помагаа. Окупацијата на факултетите се ширеше. Студентите добиваа поддршка од колеги ширум светот. Во дворот на својата автономна зона примија и музичари кои свиреа во чест на пробудениот глас. На 19 февруари во ректоратот за прв пат пленумците се состанаа со представници на Универзитетскиот сенат и МОН. Ниту оваа средба не резултираше со договор, но власта изрази подготвеност да се дискутира за нов закон. Прогласувањето на мораториум на законот ја прекина студентската окупација, но не и студентското делување. Се формираа работни групи за подготовка на нов текст на законот. Во меѓувреме студентите активно учествуваа во антивладините протести во текот на 2015 година. На протестот на 5 мај, полициската единица за брзо распоредување ги растера демонстрантите од пред владата, но ги следеше студентите низ центарот на Скопје и влезе во читалната Браќа Миладиновци, каде наводно се криеле дел од демонстрантите. Ама не се тука не е никој, учителна сме, џаме не бркате. Оште. Имаше и приведени студенти. По ваквиот скандал, пленумот објави дека ги напушта преговорите со владата за изработка на нов закон, со објаснување дека власта за нив веќе нема легитимитет. Të gjithë e kishin një qëllim dhe një cak shumë të validuar qysh më herët se duam të jetojmë në Maqedoni, do t'i kërkojmë drejtat e tona deri në fund, pa marrë parasysh me këtë do të kemi punë, me qeverinë, me policinë apo me ndonjë institucion edhe më të lartë. Kështu që kur e din një student që është në të drejtë, në fakt, dhe kjo garantohet me kushtetut, nuk ka askush kushtandal. Ai e ka qëllimin e caktuar, kështu që në me atë qëllim shkuam deri në fund. Во 2016-та пленумот повторно се активира при изборот на председател на студентски парламент. Пленумци не го признаваат изборот на нов студентски лидер, а на нивниот бојкот повторно интервенираше ЕБР. Со предвремените парламентарни избори, дел од некогаш активните студенти се повлекува од пленумот и се најдоа на изборна листа како кандидати за пратеници. Студентскиот пленум беше замислен да делува како една флексибилна маса на студенти, каде што студентите ќе можат слободно да учествуваат во него и слободно да речеме да излезат од него доколку повеќе не сакаат да го поддржуваат или пак имаат останати причини за да излезат. Студентскиот пленум остави длабока трага во поновата историја на Македонија. Токму на тие протести се одржа еден од највпечатливите говори. Доставаше молк затоа што ако сега замолчиме, за секогаш ќе не болат устите. На нивниот молк и безобразно отфрлање ве повикувам со заеднички сили да вратиме со уште погласен непокор.
беше на правиот момент каде што и јас го изфилтрирав, го извентилирав мојот гнев личен собран кон се што ме спречило мене да го постигнам мојот потенцијал лично како студент, додека сум била, значи да го почувствувам својот студентски идентитет пред се и да го најдам својот глас. Тоа што сум го видела во моите колеги, во нивните наведнати глави, и сето тоа кулминираше во таа ситуација. Денес Марија Грубор е дипломиран психолог. Верува во нова шанса и полна е со надеж за поинаква свест. Искрено многу имам надеж дека новите генерации ќе продолжат една традиција на независно, критичко, креативно и солидарно здружување и действување и понатаму, дека навистина ќе постават нови темели на политичкото организирање на студентите во оваа земја, бидејќи нашата борба буквално допрва сега почнува. Ако ја почнавме со барање слобода од, сега треба да ја продолжиме со барање слобода за. Барањата за продолжија. Студентите седнуваат на иста маса со новата влада, за да ги подготват измените во Законот за високо образование. И заслужено. Гласноста на студентите го прекина шепотењето во Македонија. Без обзира на владењето на било која гарнитура, владите да си тераат па свое. Без обзира кој ќе дојде. Не можеме политикански, ако дојде овој, малку поинаку. Тој принцип, како принцип да влада и понатака. Сметам дека и понатаму треба да продолжат и да си ги бараат своите права и од новата влада. Секогаш младината за нешто кога ќе крене глас, има зашто кренува, нели? Сепак за младината си живееме, нели? Поздрав пленумци. По сторијата за пленумците ќе видиме и саботажата на Сречко Поповски. Во земја во која и покрај промената на власт е опозицијата, разбирливо е да се игра надпревар на нерви во кој никогаш не е јасно кој е победникот, но секогаш е прецизно утврдена улогата на народот кој без исклучок е поразен, дури и тогаш кога оној што се колнеше во него го убедуваше дека папучите може веднаш да ги смени со копачки. Од она што можевме да го видиме, подготвителните работи се речиси завршени. 99% се завршени, претпоставам во наредните 10-15 дена ќе биде се завршено. Тие 15 дена се заминати пред еден месец оној што климаше со глава покрај држачот на роковникот, само за да продолжи да игра за партискиот дрес без да го засега оној со државниот грб. Сега, откако и тој надпревар може да биде изгубен, смело тврди дека постои шанса да се стаса до триумф, но под услов само ако новата влада се реваншира со нови 2 милиони евра. Говорно тврдам дека доколку владата ни излезе во сусрет, ни помогне, дека овие проблеми во рок од 20 дена ќе ги немаме и дека арената Филип II или активностите кои што се на арената Филип II ќе бидат завршени. Тоа поради обврските кон Европа може и на вистина да заврши, па макар и преку фирма на братот на парламентарниот портир, но никако да почне тоа што се чека од Македонија. Ниту за него, ниту за еден од собраниските свртничари не е отпочнат мечот во кој тие, центарфорите, ќе треба да докажат во каква улога партиципирале на утакмицата, кој ги загревал и кој ги внел во играта, давајќи им шанса од клупата за резервни да станат асови. Деца, зашто зборувате? Молам. Не се чувствувам одговорен. Зашто да се чувствувам одговорен? Имаме комисија. Имаме комисија на Шуличио. Кој е обвинение? Немам коментар. Ве молам. Ова е толку непристојно од ваша страна да ја немам зборови. Нема ништо непристојно ако е тоа прашање кое оптоварува јавноста, која сака да знае се и да не биде доведувана во заблуда, иако моќните PR машини се обидуваат со копирајт на стратегијата за секојдневен пресинг, да го менуваат дури календарот. Па според нив, јуни не е половина од годината, а една година не трае 6 месеци. Буџетот е повеќе од половина потрошен на Министерството за здравство, многу повеќе од половина, и сега ни побара од Министерство за финансии долгови што ни стигнуваат во овој период. И за 2-3 недели се стигнати огромна сума на долгови. Таравари има проблем затоа што е од движењето за реформа на ДП. Ако беше член на СДСМ ќе му требаше помалку или воопшто не ќе му требаше време за да го реши. Бидејќи според новата теорија која смислиле во нивната општинска организација во Шуто Оризари, во земјата ќе има двојно државенство, македонско, со кое и натаму ќе си има Белја.
и државјанство на СДСМ, кое магично и за миг наоѓа спас за секојдневните маки на граѓаните. Дали на те пешачки време како дојду полиција. Дали не врдја. Кастаното полиција на регистрирано. Дали мамо џанан го подаро да стане лаја го лутки дујторишно карта каде. Токму затоа следува и предупредување. Секој мора да внимава на своето тело бидејќи без да биде проверен составот и материјалот од кој се крепи организмот, крвта може да биде и незабележливо затрувена. Убодот од кргажот најчесто е безболен. Тоа е најголем проблем бидејќи тој се присврствува за кожата без ние да осетиме. И на крајот, за реакцијата на тој што ги лепеше, а тие си се хранеа од неговата пазува. Имајќи во предвид што се случува со медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт. Заглушувањето на медиумите, притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиуми. Притисоци нема затоа што паразитите се такви. Старата кожа е навикната на нив, но тие си одбраа нова. Цицаат само свежа крв. Со честитка до сите оние што го слават Рамазан Бајрам, ја завршуваме вечерашната емисија. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!